Во Пехчево годинава за прв пат се одржа Пехчево младински фест. Настан што ги собра младите кои што го сакаат, продолжуваат и практикуваат спортот, ликовната уметност, но и кои што ја сакаат музиката. Што се случуваше за време на Пехчево младински фест, дојзнајте во следниве минути низ разговорот со Елица Јовчевска, раководител на сектор за локален економски развој при општина Пехчево. Елица, честитки за општина Пехчево и за сите пехчевци што еве конечно имате и Пехчево младински фест во вашиот град. Да, така Ирина, гордост наша е што Пехчево оваа година го организираше за прв пат овој настан на 13 јуни. Настанот беше организиран од страна на локалниот младински совет на општина Пехчево, а финансиран беше од делегација на Европска унија. Прекрасен настан, како што кажа и ти, кој што ги обедини сите млади, па и повозрасни, кои што ја сакаат ликовната уметност, спортот, друштвените игри и музиката. Во каква атмосфера помина ова прво издание на фестивалот? Па бевме изненадени дека ова прво издание навистина помина во прекрасна атмосфера, ги собра сите пехчевци кои што го сакаат Пехчево и кои што сакаат да ги поддржуваат активностите на локалниот младински совет во Пехчево на едно место, а тоа беше на плоштадот Свети Петар и Павле. Денот почна со првата активност Пехчево на точак. Оваа манифестација се одржува веќе десетина години и прерасна во една традиција, а оваа година го обединивме токму со овој настан Пехчево младински фест 2026. Колку учесници имаше и каде возеа? Имаше некаде околу 45 учесници од цела Македонија, љубители на велосипедизмот и возеа низ планинските патеки до Кадиица, некаде околу 32 километри планинска рута. Поминаа прекрасно, збирното место беше на плоштадот Свети Петар и Павле. Потоа одмараа на неколку места додека возеа велосипеди за на крај на Кадиица да се соберат на едно место и да имаат заеднички ручек и да уживаат во прекрасниот планински воздух и чистата природа. Секако имаше активности за оние што се влюбени во ликовната уметност, што исто така беше голем мотив за младите да присуствуваат и да го поддржат овој настан. Така е, втората активност беше именувана како Пехчево на плоштад. Беше поделен на плоштадот на 3 зони. Првата зона беше зона на друштвени игри, каде што секој можеше да игра шах, табла, уно карти, не лути се човече, различни видови на друштвени игри. Тука се вклучија како помалите, така и луѓе од повозрасната генерација, додека втората зона беше зона на уметност. Имаше поставено неколку штафелаи со платна за цртање, така да сите што имаат талент за цртање се приклучија токму на оваа зона. Помалите деца имаа испринтано готови цртежи и тие ги боеја нив, а имаше такви кои што цртаа на бел листа хартија. Но сепак сите ја покажаа својата креативност и својата уметност. И последната зона беше зона за надпреварување, каде што се креваа тегови, се влечеше јаже, се жонглираше со топки, се играше пикадо. На некој начин беше наречена зона за надпреварување, но тоа беше друштвено надпреварување, сите беа победници. Првото издание на Пехчево младински фест секако помине и во знакот на добрата музика и одличната забава. Да, така е. Последната активност беше Пехчево на сцена. Настапи Анастасија Спасевска со нејзиниот бенд и наш локален диџеј Думов. Прекрасно поминавме, имаше многу посетители, прекрасна забава, младите уживаа и се надевам дека овој настан ќе прерасне во една традиција за Пехчево, а тоа представува еден поттик за локалниот младински совет, односно за младите да бидат што поактивни и да знаат дека тие се едноставно двигатели на општеството и дека општеството останува на нив и дека токму тие треба да се вклучат во сите настани кои што ги организира општината. А општината секако се труди да им даде и одлични услови и потенцијали за тоа, па сега веќе може да се собираат и да работат и во нови простори. Да, така е, локалниот младински совет го формиравме пред 2 години. Дадена е просторија, општинска просторија на локалниот младински совет, кои што во моментот ја уредуваат, каде што можат да се собираат, каде што можат да дискутираат, да прават дебати, да одлучуваат за аплицирање на различни проекти, како што беше овој проект. Прекрасно помина и огромна благодарност до делегација на Европска унија што го препозна нашиот локален младински совет како совет кој што може да одговори на вакви проекти и навистина го покажавме и докажавме тоа.
Дали може би локалните бизниси, фирми, компании ви дадоа поддршка или може би во следниве години ќе очекувате и тие да се придружат за да биде настанот уште поголем, помасовен и поубав? Оваа година се вклучија двата кафича во Пехчево, Кафе бар Ким и Сквер кафе, кои што им помогнаа на младите во организирање посебно на последниот настан Пехчево на сцена и голема благодарност еве и до нив, а се надевам дека од наредната година и останатиот бизнис сектор ќе се вклучи во активностите на младите, ќе ги поддржи во нивните идеи и нивни активности, за да може Пехчево да живее и да може да ги собере сите на едно место. Навистина прекрасно, ние ќе бидеме тука да ги следиме вашите активности, а верувам дека и во иднина ќе ги има во навистина голем брой. Ви благодарам.